Градскиот стадион и стрелиштето во Куманово најверојатно ќе се реконструираат со европски пари, бидејќи станува збор за голема инвестиција. Реално ниту општина Куманово, ниту пак било која друга општина во државата не може да одвои средства од буџетот за целосна реконструкција на вакви спортски објекти, вели директорот на јавното претпријатие Куманово паркинг Сашо Петрушевски, кое што од неодамна со одлука на Советот стопанисува со сите спортски објекти кои се под општина Куманово. Градскиот стадион и стрелиштето, посочува Петрушевски, ќе се решаваат подолгорочно со аплицирање со проекти за целосна реконструкција преку Фудбалската федерација на Македонија, Агенцијата за млади и спорт преку европските фондови. Мислам дека веќе стапив во контакт со релевантни структури на државно ниво, ќе имам состаноци со Фудбалска федерација на Македонија, со председател, бидејќи преку ФИФА и УЕФА даваат средства за изградба на стадиони. Исто така и со Агенција за спорт и млади, каде што како општина Куманово и како јавно претпријатие ќе аплицираме за средства со проекти каде што треба да се изготват и во наредните години, бидејќи да се разбереме, ова е некој процес кој ќе трае, меѓутоа го почнавме, со тоа што планираме да се реставрира градскиот стадион, исто така и стрелиште, бидејќи знаете дека се во катастрофална состојба, тука 30 години никој не пипнал ништо. Тоа е она што е најгабаритно и не е во функција. Дека градскиот стадион во Куманово ќе добие целосно нов лик со реконструкција во неколку фази, почнувајќи во првата фаза со трибините, најави пред околу година и пол и градоначалникот Максим Димитриевски, а претходно идејно решение за модерен фудбалски стадион со 3 трибини со капацитет за 5000 гледачи понуди и пратеникот Мартин Костовски. Тој во објавата на Facebook тогаш не наведе дали иницијативата ја покренува како пратеник и од каде ќе обезбеди пари за реализација на проектот. И додека за обнова на стадионот и стрелиштето се чека помош од државата, од ФИФА, од УЕФА. Отворените спортски објекти, тениските игралишта и терените за мал фудбал ќе профункционираат напролет, најавија надлежните. Она што во април-мај за отворените спортски објекти ќе профункционира, значи имаме програма каде што со тениските клубови и со граѓаните кои се заинтересирани да се занимаваат со овој спорт, ќе направиме термини каде што сите заинтересирани ќе може да ги користат овие игралишта. Исто така и за мал фудбал, за футсал, и верувајте дека е огромен интерес на граѓаните на општина Куманово, бидејќи сето ова ќе допринесе за правилен развој на младите и на спортот во општина Куманово. Освен со градскиот стадион, стрелиштето, тениските терени, 3 футсал игралишта, јавното претпријатие Куманово паркинг стопанисува и со Соколана спортската сала и градскиот базен.